Кој ги создава вестите и зошто? Како критички да ги разбираме вестите? Како да знаеме која информација е вистинита? За ова ќе зборуваме во третиот дел од видеокурсот за медиумска писменост, продуциран како дел од проектот Младинска медиумска лабораторија, кој се реализира во регионалната програма Нашите медиуми, акција на граѓанско општество за поттикнување на медиумска писменост и активизам, спротивставување на поларизацијата и промовирање на диалогот. Во претходниот дел зборувавме за тоа како се креираат информациите кои се објавуваат преку медиумите, кој и зошто ги креира. Сега ќе видиме како се прави критичка евалуација на информацијата. Останете со нас. Постојат 4 елементи на кои треба да обрнеме внимание со цел критичка евалуација на информацијата. Првиот елемент е релевантност или дали информацијата е релевантна. Ако на интернет се обидуваме да пронајдеме информација како да се пријавиме за екскурзија во Италија која ја организира локалното средно училиште, а линкот што ти го препорачува Google е од туристичка агенција која продава туристички тури во Италија, таа информација не е релевантна за нас. Важно е да најдеме информација за конкретната екскурзија за која сакаме да се информираме. Само тогаш можеме да кажеме дека информацијата е релевантна. Вториот елемент е вистинитост или дали информацијата содржи факти и детали што можат да се проверат преку алтернативни или примерни извори. Ако информацијата е објавена само на едно место, а ја нема во ниту еден друг медиум и не можат да се најдат податоци поврзани со неа, тогаш кон таа информација треба да се пристапи со резерва. Трет елемент на кој треба да обрнеме внимание е дали постои пристрасност. Кога ја проценуваме пристрасноста, тоа значи дали новинарот или тој кој ја создава пораката или пак самиот медиум е пристрасен кон една страна во приказната или пак ни ги прикажува сите страни и остава сами да донесеме заклучок. Четврт елемент, важен за критичка евалуација на веста, е довербата. За да знаеме дали на еден медиум треба да му веруваме, важно е да процениме дали е објективен или не. За да имаме јасна слика, треба да го следиме тој медиум известно време, со цел да видиме дали информациите кои ги објавува се вистинити и објективни, или постојано манипулира со публиката, една страна фаворизира, а друга напаѓа. Анализирано врз основа на претходните 4 елементи, тоа значи дека на една вест можеме да му веруваме, ако таа е релевантна, содржи факти кои можат да се проверат, ги прикажува сите страни од приказната и доаѓа од медиум во кој имаме доверба. Но постојат и други начини да се провери вистинитоста на веста. Американската професорка Рене Хопс смета дека тоа може да се направи низ 5 основни прашања. Еве кои се прашањата кои треба да си ги поставите кога следите некоја медиумска содржина, односно порака. Кој ја создал оваа порака и зошто е испратена? Кои техники се употребени за да го привлечат моето внимание? Кои гледишта и вредности се представени преку пораката? Како различни луѓе различно толкуваат иста порака? Што е пропуштено во оваа порака? Да ги погледнеме подетално сега овие 5 прашања. Прво треба да видиме кој ја создал оваа порака и зошто е испратена. Медиумот може да има искрени намери и да испрати информација со цел објективно да ја информира публиката, но може да има и други цели, како што се пропаганда или скриена реклама. Важно е да знаеме кој ја испраќа пораката и со каква намера. Дали медиумската содржина е создадена да ја забавува публиката, да ја информира или да ја убеди во нешто. Целта на секоја порака е да продаде нешто. Некогаш тоа се производи, некогаш идеи, а некогаш вредности. Со критичко размислување треба да процениме кој и што сака да ни продаде преку одредена порака. Следното прашање кој треба да си го поставиме е кои техники се употребени за привлекување на внимание. За да го привлечат вниманието на публиката, медиумите користат различни стратегии и техники. Тоа е особено изразено кај рекламите. Таму се е гласно, проследено со музика и различни ефекти. Славни личности, идеални семејства и модели рекламираат различни производи, оставајќи впечаток дека купувањето на тој производ може да направи човекот да се чувствува многу подобро и посреќно.
И во информативните емисии и прилози, вниманието се привлекува низ различни техники и преку различни начини на презентирање на информациите, текстот, видеото или фотографијата. Сите елементи настојуваат да ги поттикнат емоциите на публиката. Некогаш се користат техники кои не се етички, содржат манипулација, делум невистини или невистини. Се користат наслови кои манипулираат со емоциите и не уверуваат дека мора да кликнеме и да ја прочитаме веста. Таков е случајот кога насловот ги содржи зборовите шокантно, ексклузивно, нема да верувате. Но целта е само читателот да кликне на веста, за набрзо да свати дека е изманипулиран и дека не се работи за професионална вест. Следното прашање на кое треба да обрнеме внимание е кои гледишта и вредности се представени преку пораката. Сите медиуми имаат одредени вредности и ставови. Пораките кои ги емитуваат ги содржат и нивните ставови и вредности. Па дури и вестите содржат вградени идеи и вредности. Преку тие вредности се нагласува што е важно. Така се избираат темите за кои медиумски се известува. Се одлучува кои вести ќе одат во ударен термин. Така се врши и изборот на видеа, фотографии и слично. Медиумската писменост значи да развиеме вештини кои ќе ни помогнат да ги препознаеме вредностите и идеите во медиумските содржини, во вестите, во забавната продукција и воопшто на интернет, особено кога тие се скриени и суптилно пренесени. На тој начин ќе можеме да донесуваме правилна оценка, кои пораки треба да ги прифатиме, а кои да ги отфрлиме. Четвртото прашање е како различни луѓе различно толкуваат иста порака. Треба да бидеме свесни дека различни луѓе различно ги толкуваат медиумските пораки. Некои ќе ја разберат пораката на еден начин, а други на друг. За некои пораката ќе биде интересна и важна, а кај други нема да побуди интерес. Зошто се случува тоа? Тој што ја создава медиумската содржина, односно низ продукција ја кодира пораката, се надева дека неговата порака ќе биде примена и разбрана како што ја пратил, но како примачот ќе ја декодира пораката, зависи од неговите познавања од различни области, од неговите искуства и од контекстот. Например, реклама за iPhone. Од тинејџерите ќе биде прифатена со возбуда, но за нивните баби и дедовци нема да има големо значење. И последното прашање кое што треба да си го поставиме во оваа низа е што е пропуштено во оваа порака, многу често намерно или ненамерно. Во информациите се испуштени важни делови, кои може да влијаат врз тоа како ќе ја разбереме пораката. Например, во рекламите за газирани пијалаци, ќе видите како некој се освежува во жешко време и ужива во пијалокот, но никогаш во таквите реклами не се споменува колку шеќер содржи тој пијалок. Таа информација е намерно изоставена. Ако премолчување на информации се случува кај вестите, треба да обрнете внимание која информација е премолчена и зошто. Таквото известување е непрофесионално и необјективно. Правењето разлика меѓу веродостојната информација и дезинформацијата или лажната информација подразбира да се провери дали информацијата е заснована на факти или на нечие мислење. Фактите се точни показатели за она што се случило или за нешто што постои во реалноста, додека мислењата се лични интерпретации или гледишта на авторот на содржината. Дезинформациите или лажните информации се содржини кои се невистините или неточни и чие создавање и ширење може да е мотивирано од различни причини, како што се остварување финансиска корист, продажба на продукти, злонамерно наведување на одредено мислење или постапки, обид за политички или друг облик на манипулација. Кон крајот на оваа епизода да сумираме што научивме денес. Важно е да се прави разлика меѓу факти и мислења. Мислењето е верување или гледиште. Тоа може, но не мора да се заснова на факти. Фактите може да се проверат и да се докаже дали изнесеното тврдење е точно или неточно. Критичкото размислување за медиумските содржини значи да се процени дали некоја содржина е релевантна, вистинита и вредна за споделување.
Проценката подразбира поставување низа прашања. Кој ја создал оваа содржина и зошто? Дали пораката е создадена за да информира за некое случување, да промени нечие мислење, да забавува или да влијае на публиката да купи нешто? Вие го проследивте третиот дел од видеокурсот за медиумска писменост, продуциран во рамките на проектот Младинска медиумска лабораторија. За да продолжите со вашата едукација во област на медиумската писменост, преминете на следното видео. Довидување!